Добро вечер во емисијата 360 степени назад. Во очекување на најавената лидерска средба вечерва наш и ваш гостин е председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски. Двете страни, премиерот и лидерот на опозицијата, се со различни приоритети за дневниот ред и очекувањата од средбата. Но барем засега нема одбивање за таа да не се случи. Во таа рамка неизбежно ќе ги допреме темите за уставните измени, пораките од представниците на Европската унија и на САД во однос на ова прашање, калкулирањето со изборите. Ќе зборуваме и за Бехтел Јенка. Овде ќе видиме реклами, а потоа почнува разговорот со лидерот на ВМРО-ДПМН. Се враќаме назад. Христијан Мицкоски, председател на ВМРО-ДПМН, е гостин во 360 степени. Добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер и благодарам на поканата. И веднаш првото прашање, ќе има ли лидерска средба? Па до овој момент нема официјална покана од страна на организаторот. Јас од медиумите разбрав дека сум поканет на лидерска средба. Тоа сакав да прашам официјално, што значи да нема неофицијални некакви контакти? Официјално покана практично кој ден, во кој час, на кое место ќе има лидерска средба, до нас не стигнало. До овој момент имаше некои неофицијални преку канал за комуникација термини, денови и така натаму, формати, слично, но тоа до овој момент од страна на тој кој што организира таа лидерска средба, тука пред се мислам на Димитар Ковачевски, нема. Така што очекувам деновиве да стигне таква покана. Ова ми е интересно, формат се споменува и вчера ги анализирав изјавите и вашата и на премиерот, последните изјави. Ковачевски зборува за средба со тимот на ВМРО-ДПМН. Вие и сега велите нема договорено ниту агенда, ниту формат. Велите форматот навистина е, како се вели, пречка за финално согласување? Не, видете, не е суштината форматот. Суштината е што ќе биде резултатот од евентуалната лидерска средба. Ајде да бидам уште подиректен. Дали е точно дека инсистирате на формат 1 на 1? Да, точно е, да. Ако веќе Зошто? Ви интересира и вас и гледачите ќе објасниме. Првата, би рекол, неофицијална понуда од страна на луѓето и кабинетот на Ковачевски беше да биде лидерска средба, односно председателите на двете партии да седнат и да разговараат. И она кое што од моја страна беше кажано е добро да има лидерска средба од која што ќе имаме некаков резултат. На таа лидерска средба имаме две можни опции. Едната опција е таа која што е застапува владата, односно Димитар Ковачевски, а тоа е влегуваме во еден критичен период за државата. Тие влегуваат со процесот на уставни измени во парламентот, го најавуваат веќе известно време. И сега едната опција е тој процес да успее. Ние велиме тој процес нема да го поддржиме и според бројките очигледно нема да успее. Така што втората опција е тој процес да не успее. Како одговорни луѓе, кои што треба во овие одлучувачки моменти за државата да носат одлуки кои што ќе значат иднина за Македонија, треба да ги разгледуваме и двете опции. Тоа е првата опција и да донесеме заклучок. Првата опција е јасен заклучокот, се знае отприлика сценариото ако успее што ќе се случува, но да видиме што ќе се случува и за втората опција ако не успее, бидејќи ние велиме. Зошто тука не треба да има други сведоци на тој муабет? Па еве ќе ви кажам, искуството мое покажало дека на така широк формат, не лидерска, туку тимска средба, ајде така да ја наречеме, никогаш не се носеле заклучоци. Тоа е повеќе PR екзибиција, да поминат неколку часа внатре разговори на ова или на онаа тема, да излеземе пред новинарите, да дадеме изјава, тука новинарите ќе не прашаат што се договоривте, ние ќе кажеме ништо не се договоривме и практично, освен еден дополнителен спектакл за јавноста, воопшто ништо нема да значи таа лидерска средба. Јас напротив ценам дека во овие моменти, кои што се суштински за државата, е потребно после една таква лидерска средба да излеземе со некаков заклучок. А јас ги кажав двете можни сценарии. Може ли тоа сепак да биде и основа да слушаме две верзии за тоа како течела таа средба ако нема сведоци? Еве да не кажам да се лаже, да не го користам тој термин. Ве разбирам и апсолутно ви е на место прашањето, но доколку нема доверба, тогаш воопшто и не треба да се организира лидерска средба. Со Заев кога се среќававте своевремено? Како разговаравте? И оти гледавме слики во тимови
токму тоа сакам и да кажам. Суштински е важно во кој момент се организираат тие лидерски средби и на која тема. Ова е суштинско прашање сега за кое што ние треба да разговараме, нели? Ке повторам, треба да определиме иднината на државата. По кој пат ќе оди? Овој, едниот кој што го застапува Димитар Ковачевски, и овој вториот за кој што ние велиме дека најверојатно ќе се случи, бидејќи ние тоа што го застапува Димитар Ковачевски нема да го поддржиме. И треба да донесеме сега повторно некаков заклучок, не да ја разводниме ситуацијата, па да излеземе надвор и да кажеме секој по една изјава и да се заминеме. Моето искуство во лидерските средби со Димитар Ковачевски се темели на два настани. Првиот настан е, откако го прифати последниот предлог, или условно кажано во јавноста познат како француски предлог, во клубот на пратеници, дојде со ливче од кое што читаше, му ги кажав забелешките, тој тогаш даде одговор на тоа што јас му го кажав и заврши лидерската средба. Си дадовме секој своја изјава, добивме прашање од новинарите и си заминавме. Сами бевте? Да, сами бевме. Потоа организираше тој на условно кажано лидерска средба во поширок формат во рамките на парламентот. Дојде на таа лидерска средба придружувано Дали Ахмет и Талат Џафери. Присуството на Талат Џафери беше во улога на домаќин, бидејќи се случуваше во Македонското собрание. Повторно имаше пред себе неколку листа хартија, исчита што му беше кажано, секој од присутните си кажа своje мислење и потоа излеговме сите надвор, дадовме изјава и повторно ништо не се случи. Ако имаме лидерска средба или тимска, без разлика како сакате наречете, без суштина, без заклучок, подобро да ја немаме. Зошто да ги оптеретуваме граѓаните дополнително со проблеми? Мислите дека така би било ако зборувате во тимови, а не лице в лице со него? Па и тука сакам да еве вака да отидеме чекор понапред во делот на довербата. Преку тие неофицијални комуникации тие прво предложија да биде лидерска средба 1 на 1, за да после неколку часа се промени форматот во 1+2. Односно како што ви рековте тимови или тимска средба, нормално сега ние имаме наша позиција и логично е како соговорник да си ја кажеме нашата позиција. Може тоа да ја предодреди вашата одлука, да кажем, ако тие инсистираат на тим до крај, вие да не прифатите лидерска средба? Може, да, точно. Јас, доколку постои инсистирање од страна на соговорникот наместо лидерска да има тимска средба, тогаш мојот предлог, кој што јавно го кажувам во вашата емисија, е да најпрво нека се организира таа тимска средба, ако тој одлучил да има тимска средба, да ги видиме позициите, да видиме какви заклучоци ќе донесат тие тимови, па дури потоа ние како претседатели на партија без лидери да бидат тимската, да, без нека си седнат, нека си разговараат. Добро, вие зборувате за 2 пата. Еве јас да прашам, јас да прашам за трет пат. Да. Жива ли е се уште идејата за предвременни избори и за широка влада по нив? Дали ќе има и каква ќе биде идната влада, ќе зависи од резултатот на изборите кои што ќе бидат или предвремени, или, бидејќи се доближуваме веќе и до редовниот рок, ќе бидат редовни. Така што, најпрво е потребно да се случат тие избори. Врз основа на резултатот од тие избори ќе треба да видиме кои со какви параметри располага, па дури потоа да седнеме да зборуваме за политики, да видиме дали ние можеме да конвергираме кон исто решение врз основа на тие политики. Широка влада како некаков формат вам ви е прифатлива, не ви е прифатлива? Јас сум за влада во која што ќе имаме едно широко македонско национално единство. Бидејќи сега сме во влада во која што има се, само нема македонско единство. Имаме премиер кој што нема народен легитимитет и имаме македонска, условно кажано, политичка партија, која што е малцински подчинет партнер, односно во заложништво на оние кои што вистински управуваат Тоа е владата. ВМРО ДПМН плюс СДСМ минус ДУИ? Тоа ќе го одредат граѓаните на изборите. Ќе се вратиме Инаку пак да, ако мене ме прашувате, ВМРО ДПМН, бидејќи ја споменавте Демократската унија за интеграција, цени, тоа јас го кажувам на оние настани кои што ги организираме низ Македонија под насловот "Ова е Македонија за сите", дека е редно време после 20 години, минус 2 години во периодот од 2006 до 2008,
Демократската унија за интеграција да помине одреден период во опозиција, да може Дури да се ако реструктурира. убедливо победат кај етничките албанци? Па јас не сум убеден дека воопшто ќе победат, имајќи предвид бројките со кои што располагаме ние во нашите мерења. Ќе се вратиме на темите поврзани со лидерската средба. Само сакам претходно за да не изумам да ве прашам, што се случи со вашите тврдења дека партнерите во владата договараат редефинирање на Македонија во бинационална држава? Тоа сега исчезна од јавната сцена. И тоа е добро. Ако исчезна, инаку дека постоеше во еден момент позиција таква, постоеше. И тоа не го тврдевме ние затоа што сакавме да растураме пердови во јавноста или да расеменуваме шпекулации, туку тоа го добивавме како информации врз основа на луѓето кои што беа номинирани да бидат дел од тој тим, условно кажано, за уставни измени. Од работната група никогаш не излезе таква информација. Па видете, и добро е што не излезе, тоа значи дека се дефанзивни, односно предупредувањето од ВМРО ДПМН ги спречи да редефинираат Македонија и ние сме наистина горди што успеавме на такво редефинирање на Македонија да спречиме. Дали сепак бевте можеби во дефокус, дека ова не беше баш вистина? Токму тоа и го кажав, не ни беше таа целта да шириме шпекулации или да растураме пердови, туку на вистина, верувајте, ситуацијата која ги рефлектиравме тие позиции беше алармантна и изворот на тие информации токму од таа работна група и затоа сум повторно кажам задоволен што навремено спречивме односно обид за редефинирање на Македонија, бидејќи секако тие уставни измени врз основа на нови состав на парламентот нема да поменат. Да се вратиме на темите за лидерската, премиерот вели дека сака или ќе се разговара за одлуките што треба да се донесат поврзани со европската иднина и за односите со соседите. Вие велите дека одите на средбата ако се случи, за да зборувате што по неуспехот на уставните измени. Реков на почетокот на интервјуто. На тема уставни измени, може ли да ни објасните кога велите под овие околности не прифаќаме уставни измени, што по-конкретно мислите под овие околности? Што по-конкретно? Сум го објаснувал тоа често пати во јавноста, кои се околностите кои што е потребно да бидат променети за да воопшто размислуваме за било каков процес кој што ќе не води кон тоа да се случат уставни измени. Зошто ова го зборувам? Затоа што ако се вратите година дена наназад, кога некој практично позади завесата, надвор од очите на македонската јавност, некредибилен, како структура, зборам владина, позади кој постои основано сомневање за огромен криминал и корупција, договарал нешто за кое што немал легитимитет, ниту пак имал било каков авторитет за да го спроведе, тоа го гледаме денеска, бидејќи сега тие коленичат. Да не испадне дека не сум прашал криминал и корупција поврзан со овој процес или генерално зборувате? Не, генерално зборувам. Затоа да не испадне дека не сум прашал. За не мислев да не алудирате на некаков криминал поврзан со ова. Не. Па видете, буквално нема ниту една институција државна за која што, ако разговарате со луѓето, било кој извор да го прашате, ќе ви даде одговор дека не е имунен на таков начин на делување, но предпоставам тоа е друга тема. Не, го разбравте прашањето. Да се вратам на суштината. Нема нити кредибилитет, нити пак авторитет да го спроведат тоа, а дека немаат авторитет, гледаме година дена потоа, откако континуирано најавуваат дека ќе се случат тие уставни измени, требаше есента 2022-та, па не есента, крајот на 2022-та, па потоа го репозиционира тој термин за февруари 2023-та, па не февруари-мај, за да конечно сега веќе дојдеме во една фаза кога на начин на кој што тие замислите да го туркаат, ќе се обидат да го туркаат. Што се околностите за кои што вие зборувате дека сега се неприфатливи, а би биле прифатливи утре, да речеме, за вие да поддржите уставни измени? Па сум зборувал политичари кои што сакаат да имаат политички авторитет и политичари со народен кредибилитет, најпрвен треба да излезат пред народот и да му кажат на народот, видете луѓе, имаме проблем, проблемот е на маса, овие го прифатија овој проблем, надворот ваша волја, надворот волјата на политичките партии во Македонија, ние ова не можеме да го прифатиме вака како што е, и затоа нудиме ова и ова решение. Сакате да кажете на избори. Точно. Треба ние да го добиеме најпрвен народниот кредибилитет,
А тој народен кредибилитет нас ќе ни даде и авторитет утре, доколку нели добиеме, ако не добиеме, тоа е тоа, ќе бидеме поразени, тоа ќе добијат другите. И со тој авторитет веќе ние ќе можеме да одиме чекор напред. Ги знаете аргументите дека владата на ВМРО ДПМН, например, во 2014 година, предложи уставни измени и тоа 8 амандмани имаше предложено, без за тоа да има изборен легитимитет. Владата на ВМРО ДПМН во 2014 година, колку што јас се сеќавам, предложи уставни измени кои што пропадна. Односно, предложи. Тргна во процес на уставни измени. Дозволете, само да ги појасниме, да го појасниме концептот. Но тие уставни измени беа дел од изборната програма на коалицијата која што ја предводеше ВМРО ДПМН и не беа фокусот на тие уставни измени на национално прашање. Тоа беа уставни измени, ако се сеќавате, кои што беа поврзани во делот на економијата и кои што се сосема различни од ова кој што денеска ние го имаме. Ова е национално прашање, национална тема и за националната тема единствен суверен е народот. Ајде да бидам малку и малициозен, да речеме, во која изборна програма напишавте дека по победата на локални избори во Скопје вака ќе се владее, вака ќе се управува со главниот град? Ме разбирате што сакам да ви кажам? Јас разбирам дека ви инсистирате, тоа е висок демократски принцип на теорија на мандат, ама ова не е британска демократија, господин Мицкоски. Или Шведска, бидејќи исто така и во Шведска, за да направите уставни измени, потребно е да одите на избори. Вие нигде не ни кажавте дека вака ќе се владее со Скопје, да речеме, во изборна програма. Не видите, дали еден процес на избори кој што вие го банализирате сега. Да, намерно го банализирам, да. Имате право. Ама и намерно реков дека ќе го банализирам. Имате право. Е поврзан со одреден вид политичка одговорност и да, ние како политичари сме излегле, сме застанале позади тој кандидат, сме заклучиле дека тој кандидат не ги исполнува оние политики за кои што ние сме застанале, сме се извиниле за тоа и сме се потргнале на страна и ќе работиме за да можеме нешто да исправиме поврзано со тие политики. Тоа не е добра препорака за вас, се согласувате. Само дозволете. И тоа е политички процес кој што нема никаква врска со највисокиот акт на државата, тоа е Уставот. Тоа е политички процес позади кој што ВМРО ДПМН јас лично од страна на народот ќе добиеме казна или нема да добиеме казна на следните избори. И затоа најдобар начин за да видиме дали ние ќе добиеме или нема да добиеме казна од граѓаните беше да имаме час поскоро избори. Но за жал од страна на владата која што тврди, јас сум го слушал Димитар Ковачевски на многу интервјуа кога вели дека ќе бил премиер уште најмалку 9 години, или прво беше 10, па измине на година уште 9 години. Најдобар начин за да го провери својот кредибилитет, а врз основа на тоа да стекне авторитет и да провери дали ВМРО ДПМН се уште ужива доверба кај граѓаните после историската победа на локалните избори во првиот и вториот круг, беше да прифати избори. И на тие избори додиме со концепт. Тие за жал одлучија да бе избегаат. Може ли, уште малку ќе инсистирам, да ни кажете малку за околностите под кои би прифатиле уставни измени? Па сме го зборувале тоа. Зборувавме за гаранции, зборувавме за социјално-економски пакет, зборувавме за национално достоинство кое што ќе им се врати на македонците како зошто сега не се ангажирате еве сега ова сега да се случи, да се сменат околностите за да бидат прифатливи за вас да поддржите уставни измени? Затоа што сега ние не сме излегле на избори. Не знам дали ме разбирате правилно. Јас и тогаш кога го зборував ова, и сега ќе го повторам во вашата емисија, велев најпрво треба да одиме на избори и сите ние како политички партии овие околности и нашите црвени линии да ги покажеме во јавност. Ако тоа значи зашто Вашко е ова важно? Да. Сакам да поентирам зашто е ова важно, затоа што многу малку во јавноста се експлоатира таа тема. Ова е многу важно поради тоа што се се прифати решение за кое што немаше консензус национален. Дури
и одредени партии кои што беа дел од владината коалиција тогаш застанаа против тоа решение, дори они нема ни внатре коалиционен консензус, а дел излегува од владината коалиција, а дел предпоставувам ќе излезат, нели партијата Дом даде време трајање од 100 дена кога некои устови требаше да се исполнат, па измина тие 100 дена, ќе видиме каква ќе биде иднината на таа политичка партија во самата владина коалиција. Зошто е важен националниот консензус? Себе ќе ви кажам. Според оние информации, јас кои што ги имам, бидејќи вие не вративте во 2014 година, а се темелат на факти и на луѓе кои што учествувале во тој процес на договарање со Бугарија, договорот кој што во тоа време владата на ВМРО ДПМН и владата на ГЕРБ во Бугарија го договарале бил речиси завршена работа, многу поповолен од тоа што после тоа го потпише Зоран Заев. Но најпрвин не е потпишен поради тоа што во прв момент падна владата на Борисов, првиот пат, кога се сеќавате беа оние протести поради големите сметки за електрична енергија, енергетската криза кај нашиот источен сосед и така натаму, па имаше година дена своевидна техничка влада, а потоа почнаа да се објавуваат оние нелегални снимки во 2015 година од страна на тогашната опозиција и Зоран Заев. Но еве тоа да го тргнеме на страна. Кога нас не убедуваат и представници на меѓународната заедница, гледам таа реторика и Димитар Ковачевски во последно време ја кажува, не можело подобар договор. Ни велат, ова е ултиматум и диктат, земи или остави. Ултиматум и диктат е поврзан со некој друг тип на системи на уредување, режимски, за кои што ние денеска сите велиме дека не треба да биде. Ултиматум и диктат никој не користи како терминологија. Па, режимски системи, еве да речеме, како што е... никој вам не ви вели. Не. Ова е ултиматум, ова е диктат. Не, велете. Сите ви велат, ќе биде суверена одлука на вашата држава, ние мислиме дека треба да ја направите од овие причини. Не, ве молам. Сега, искусни луѓе сме, не сме од вчера нити во политиката, нити во дипломатијата. Кога ќе ви речат, подобар договор од ова не може да има, тоа е своевиден ултиматум. Да не се лажеме. Се ние можеме да ги омекнуваме реториката, но кога ќе ви кажат ова е тоа и подобро од ова не можеш, тогаш ти си викаш од каде знае дали може подобро? Само да завршам мислата, ве молам поентата. Заради динамиката во разговор. Да, поентата да дозавршам. Од каде знаат они дека не може? Бев јас во процесот да преговарам? Зарем покрај сето ова поларизација во македонското општество, немањето народен легитимитет и авторитет, јас да верувам во преговарачките и дипломатски способности на Бујар Османи, Димитар Ковачевски, Али Ахмети дека постигнале најдобар договор и дека тоа не може подобар да има? Да, ама на примерот на Грција, што се испостави? Дека 10 години очекувавме подобра варијанта и на крај како заврши сето тоа? Ако имате повеќе време и за тоа ќе разговараме, но се фокусираме сега именно поради тоа сакам да ја завршам поентата. Имаше подобри. Еве ви кажав еден подобар договор, но ќе ви кажам и подобри понуди. Предлогот кога беше на германското претседателство е многу подобар од овој кој што го потпиша. Ама зошто не помина? Сега ќе дојдеме до тоа. Дури на португалски. Знаете зошто не помина? Затоа што во Бугарија се постигна национален консензус да се одбие. Ама не поминаа тие. Не помина. Тоа е како да зборуваме за ланскиот снег. Не поминаа, тоа е. Ама чекайте сега да дојдеме до поентата. Не помина затоа што во Бугарија имаше национален консензус. И тие го одбија тоа. И знаеа дека следниот предлог ќе биде многу подобар. Или ќе чекаат некој предлог кој што ќе биде многу подобар. Нашата влада, Димитар Ковачевски, наместо да не вклучи во процесот кога се понудивме, па заедно да разговараме и ние да му кажеме. Дали е точно дека Бугарија бараше за прва меѓувладина конференција договор во историската комисија за Гоце Делчев и Линденско-Преображенско восстание ВМРО? Тоа го нема во Не, тоа беше дел од нивната декларација на Народното собрание и на рамковната позиција на владата. Дали беше нивниот став дека македонскиот јазик никогаш нема да биде нарекуван македонски, освен кога ќе мора со додавка согласно Уставот на Република Северна Македонија? Дали е така сега? Не. Дали бара поглавје 35? Тоа го нема во преговарачката рамка. Зошто ние сега тоа не сакаме да го видиме, а гледаме поинакви работи во преговарачката рамка? Воско, јас ве разбирам. И ја разбирам оваа ваша теза да секогаш гледаме со негирање на она што ќе значи предност
која што би ги заштитила македонските национални интереси. И ние како политичари треба да размислуваме во таа насока, не да се грижиме што не сака нашиот противник во случајот, а тоа е нашиот источен сосед, односно соседна Бугарија. Ама тие ретерира. Мене не ме интересира тие што сакаат. Ама ништо не ретерира. интересира, тоа е двостран процес. Не ретерирале Васко ништо. Тие се сега добитници 100-0, затоа што сето ова вие што го кажавте е составен дел на протоколот кој што на 22 или 17 јули 2022 го потпиша Бујар Османи во Бугарија. Сето ова полемизираме за тоа не е точно. Таму нема императивни обврски за комисијата во смисла на содржина. Има некакви охрабрувања и така, но ништо не е наложено на комисијата кога, како, што да решава. На предпоследната страна од протоколот, каде што се зборува за историската комисија, јасно стои дека Македонија нема да биде земја членка на Европската унија пред да заврши работата на историската комисија и резултатот од работата на историската комисија нема да биде имплементиран во учебниците. Не е така. Ајде сега да бидеме фер. Се охрабрува историската комисија да ја заврши својата работа пред зачленувањето на Северна Македонија во ЕУ. Тоа е вордингот, а тоа е различно од ова што вие го кажувате. Се охрабрува и нема да биде членка додека не ја заврши работата, се различни работи, да бидеме фер. Нема да бидеме фер, не е така. Ако бидеме фер, не е така. Ево јас ви кажувам дека без да биде завршена работа, стои јасно таму во протоколот. Охрабрување, верувајте ми. Добро, во ред. Сега заради емисијата. Ние можеме да ги омекнуваме работите, колку сакаме. Но се додека ги омекнуваме и ние и погледнеме на вистината во лице, вака, ние ќе губиме. Јас сакам да ја погледнам на вистината во лице. И секаде онаму каде што има и најмало сомневање, да се потрудам да го завртам на наша страна. Што е тука? Јас само, Васко, барам фер шанса за мојот народ. Овој народ и овие граѓани на Македонија, без разлика дали се дел од македонскиот народ или останатите малцинства, направија толку многу за тие европски вредности, што не заслужија ваков однос од никого. Јас само тоа го барам. Фер, како што тоа го имале словенците, хрватите, чесите, унгарците, романците, само тоа барам. Имате луѓе со искуство во надворешната политика во вашата партија, сигурно ви кажува дека фер не постои во меѓународните односи. Тоа е power politics, односи на моќ, на интереси. Знаете зошто не постои фер за нас? Затоа што имаме политичари кои што по линија на помал отпор за да останат ден повеќе, за да можат да ги уживаат благодетите на позицијата да прават сомнителни работи, за кои што постојат основани сомневања за криминал и корупција, се подготвени се и се што да потпишат. Не е мој грев, како политичар или како човек, што си го сакам мојот народ и што сакам се да направам за тој народ и да се борам да го заштитам неговиот идентитет. А како ги разбирате изјавите на... Да немам разбирање на хегемонистичките политики на нашиот источен сосед. И да барам од Европа да застане позади вредностите кои што на времето ги дефинирале Шуман, Аденауер и Де Гаспери, кога целиот тој процес започнал. Само тоа барам, не барам ништо повеќе. Како ги разбирате пораките, например, на Сарацин и на американскиот сенатор Марфи? Марфи беше особено директен во смисла на тоа дека, како вела, дека неусвојување на уставните измени ќе го постави прашањето за вистинската посветеност на оваа земја кон европскиот пат. Секоја порака на секој наш стратешки пријател, јас ја слушам, детално ја анализирам. И ако ме прашувате конкретно за пораките со господинот Марфи, не успеав да се видам, тој се виде со некој од пратениците на ВМРО ДПМН и ми е пренесено тоа што е разговарано на таа 30-минутна средба, а со господинот Сарацин сум имал можност неколку пати да разговарам. И верувајте ми, до сега немам слушнато аргумент со кој што ќе може да ме убедат дека јас ова што го зборувам е и наетење своеглавие и дека на овој начин практично јас можам да го променам ставот на било која влада, дали е тоа германската или американската, поврзано со ориентацијата на Македонија. Ако е проблем да си го бранам мојот идентитет и ако е проблем да се борам за мојот народ,
тогаш очекувам малку повеќе симпатија од истите овие луѓе, од истите наши сојузници кон овој народ, кој што толку многу дал за тие европски вредности повеќе од 3 децении. Малку повеќе симпатија и малку повеќе време од тие 4 часа поминати во Македонија. А колку средби досега сте имале со американскиот амбасадор Кагелер? Видете, можам да ви кажам дека сум имал средби, но јас тоа што зошто го... нема соопштенија и фотографии од тие средби? Мене ме прашувате зошто нема? Па јас конкретен одговор на тоа прашање немам да дадам. А зошто немам да дадам? Затоа што ценам дека соопштенијата и фотографиите од средбите со дипломатските представници не треба да бидат пиар алатка или циркуска атракција. Важно е суштината со која што ние комуницираме и за која што другите издавате соопштенија. Па има многу дипломати за кои што не сум издал нити соопштенија, ниту пак фотографии. Инаку да, имам средба со амбасадорот Агелер. Што сме разговарали, како сме разговарале на тие средби од затворен карактер, нормално е дека јас во јавност преку овој интервју нема да кажам и нема никогаш средбите да ги претворам во циркуска атракција. Кога била последната средба? Но имајте доверба дека како ВМРО ДПМН и јас лично нема да отстапиме нити милиметар од стратешките и национални интереси на Македонија и македонскиот народ. Добро, во интерес на времето, Бехтел и Енка, што ќе правите со овој проект при евентуална промена на власт? Токму затоа бевме загрижени, Васко, кога почна целиот овој процес, затоа што цениме дека ВМРО ДПМН ќе биде идната влада во Македонија. И како идна влада ќе наследиме проект кој што ќе има многу нејасноти и многу прашалници. И затоа се обидовме процесот да го исправиме. Но очигледно решија да го буткаат на насилен пат, односно преку злоупотреба груба на европското знаменце, што само по себе е своевиден двоен стандард и лицемерие. Од една страна промовирате европски вредности, од друга страна ги погазувате тие европски вредности и тоа ги доведува во конфузија граѓаните многу. Но тој е нивен проблем. А наш проблем како влада ќе биде оние сегменти од самиот договор кои што за нас се критични и проблематични, со луѓето од Бехтел да седнеме и да ги преговараме репреговараме како една влада. Иако морам да кажам, читајќи го договорот, оној кој што ни е доставено свиркач, бидејќи од страна на владата ние се уште не дознавме дали е таа вистинската верзија или не е вистинската верзија. Никој не дозна, да. Никој не дозна. Дури ни антикорупцијската комисија добива редактирана, односно изџвакана верзија, не вистинската верзија. Практично мораме да седнеме со таа компанија и да поразговараме отворено за можните проблеми со кои што би се соочила идната влада. Можно е тоа без да се плаќаат пенали? Можно е во светот на бизнисот на два начина да завршите договор. Едниот е договорот да го прекинете и да плаќате пенали. Овдека сигурно ќе плаќаме огромни пенали. Зошто? Затоа што според истиот тој договор, кој што не е демонтиран од страна на владата, одговорен суд е судот во Париз, според правилата на Меѓународната трговска организација, на кој што ќе се применува законодавството на Англија и на Велс, односно еден сосема поинаков тип на законодавство споредено со македонското законодавство, каде што државата е во подредена положба. Тоа е едната опција. Да го раскинеме договорот, да немаме автопати и државата да плаќа пенали. И вториот е тоа што ќе го наследиме, да го направиме како што треба. Лично ќе се занимавам како инженер. Посебно сум загрижен со што се потврдеа сите мои стравувања, а тоа е, ние вчера практично видовме дупчелки со кои што се отпочнуваат геолошките истражни работи. Тие што се инженери знаат што зборувам. Без истражни работи, без геологија, вие немате проект. А како ќе правите нешто за кое што веќе е добиен аванс од 200 милиони или колку и да беа таму, не знам. Нели велат паралелно, тоа била разликата, дека сега паралелно неколку работи ќе оделе во исто време. Јас би сакал овој пристап да го видам на паралелно проектирање и изведба. И баш би сакал да видам кога ќе дојде редот да се прават виадуктите и тунелите, кога ќе треба истрагите да покажат дека тој паралелен начин на таа секција не може технички да биде изведен, па кога ќе треба свето паралелно на друг начин да се прави. Но и тука се заштители од компанијата.
И јас немам ништо против компанијата. Таа си ги заштитила нејзините интереси. Немам против овие во владата што не ги штителе нашите интереси. И тука си се заштителе. Велат, и грешките во проектирањето ќе си ги платите. И грешките во проектирањето. Па вие ќе си ги платите. Така што тоа е проект кој што многу ме загрижува. Проект кој што ќе треба многу да му се посвети време. Инаку во историјата покажува и во Романија дека се репроектирал и дека поевтинил и до 30% потоа тој проект со тоа репреговарање и така натаму и така натаму. Така што не е невозможно. Нека ми тука да ми кажат, тоа ви е најдобриот предлог. Не е најдобар. Може да се преговара и да се репреговара. И ако навистина сакаат од компанијата да бидат пријатели, и ако навистина нашите стратешки пријатели се стратешки пријатели на оваа земја, ќе ни помогнат заедно да седнеме, да испреговараме нешто што ќе биде заеднички интерес, а пред се интерес на граѓаните. Толку е времето. Да, помина брзо. Да, брзо помина. Благодарам што бевте дел 360 степени. Благодарам на можноста. Толку за вечера. Пријатно. Никогаш доволно зборови да се опише атмосферата во градскиот совет. Работите се толку вон контрола што чури не само во преносна, туку и во вистинска смисла на зборот. Забележувам дека некои советници користат електронски цигари за време на седниците. Мислам дека тоа не е дозволено. Јас не сум пушач и мирисот веќе стигна до мене. Баздењето веќе одамна го чувствуваат дури и тие што немаат добар нос, а обвинувањата за тоа кој само пуши, а кој го фрли од шкорчето, се дел од вообичаената реторика меѓу советничките и градоначалничката. И јас ќе завршам само со еден збор. Значи, го запаливте Скопје. Не сте Пиколомини, заради тоа што Пиколомини го запалил од други причини, меѓутоа го запаливте Скопје. Единствено нешто што го запалило Скопје е коалицијата СДСМ-ДПМН и никој друг. Пожарникарите или пироманите, се едно, знаат дека постои единствен начин да се згасне. Но изгледа никој не сака да ја прифати сугестијата, за да се скротат, барем пламените јазици. Таму велосипедските патеки за жал не Земете постојат. водичка Во овој земете, момент? имате. Послужете се. Послужете се, имате водичка. Нема проблем. Штом нема мака, нема ни решение. Па следува нова доза масло на тиганот, која придонесува се одново, бурно, да разгори. Ако проектот за универзална сала за вас е шљакнат, јас ќе кажам дека вие тресете блјувотини. Ама ако сте уличарка, ние не мораме тука да ве трпиме. Ајде ве молам, значи. Во интерес на истрајност е и новиот обид да се релаксира амбиентот преку внесување пресен воздух, без да се има предвид дека кислородот не го намалува, туку го одржува оганат. Спорима советникот Филип Јаневски, директно од Апсолвентска вечер, повелете ќе внесе малку свежина. Како ви избравме, стварно не знам. Таква грешка во живот да не ми се случи повторно. Кога веќе ништо не може да се стори, можеби спас треба да се побара во копање дупка во која ќе се турне жарот. Ами таму веќе е преполно и опасно, иако има мудри идеи, ако се има предвид капацитетот за изфрлување секрети. Значи не е спуштено нивото, вие сте под секое ниво. Пробушено е дното. Бидејќи многумина овде го спомнуваат дното, сакам да им кажам дека за жал се наоѓаат на дното и плукаат нагоре, а дождот врне врзнив. И на крајот, кога таман ке се помисли дека природните капки ќе имаат ефект, некој пак со боринче ке го побара. Се знае кој е виновен во целава ситуација. Градоначалникот и овој тука 15 сектори што води, што има овластување, што се нарекува генерален секретар, рекетар опозадина. Рекет број 1 пред Новак Џоковиќ е Христијан Мицковски. Точка. Има двајца, се извинам во моментов, Новак Џоковиќ е на трето место на АТП листата. Едно е јасно, без оглед на интерната препирка за тоа кој кое место го грее на светските листи. На скопската, без пласман, се тие кои што постојано горат. Граѓани.